Најмалку 50 ромски дечиња од Штип ги чува улицата. Станува збор главно за деца од 3 до 10 годишна возраст кои се жртви на нивните родители, но и на системот. А родителската грижа кон овие деца е на најниско ниво и сметам дека овие дечиња досега ние имаме регистрирано некаде околу 50 на деца, а има и тенденција истиот број да се зголеми. Децата на улица во Штип се проблем не само на општината, туку и на државата и на ромските организации. Дел од нив денес овде ја презентираа програмата за спас наречена Баба Липе, што во превод од ромски значи богатство. Да ги охрабри, да ги стимулира, да даде дополнително знаење со цел да младите роми значи да го зајат на своето чувство на идентитет. Меѓутоа ние гледаме понатаму како да помогнеме како добар ресурс, како потенцијал на својата заедница, како да ги адресираме сите проблеми, да кажеме, кои што се соочува нашата заедница. Сепак, имаат ли институциите и невладините начин како на овие деца да им го вратат детството и достоинството? Сметам дека ќе биде како крајна цел да овие дечиња ги тргнеме од улиците, да не питачат, одговорноста на родителите да се сведе на институционално ниво, а од друга страна исто така оние дечиња кои што не посетуваат редовна настава на училиште, да ги вратиме на училишните клупи. Имаме ја поддршката од општина Штип, а исто така и од другите институции да институционално можеме постепено да го решаваме проблемот. Што и како презема општина Штип во оваа насока? И досега се правеше многу во таа насока да се реши проблемот со децата на улица и петачењето, меѓутоа сепак никогаш не е вишок на повеќе информации и една ваква работилница со која што ќе произлезат заклучоци кои понатаму верувам дека ќе дадат резултати. Сепак, враќањето на децата во семејствата е нешто што не може да се направи без соработка со родителите, а токму тие досега беа најголемиот проблем. Од тука сите напори ќе останат празни, доколку претходно не се реши овој проблем.